Ајрлија, нека ни е овој ден убав, среќен и се најубаво ви посакувам, драги наши пријатели, на вкусот на традицијата. Еден голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашиот тим, нашата екипа и екипата на Златно буре Кучково, ние денеска го подготвуваме новиот рецепт на денот за вас. Драги мои, овој рецепт денеска се вика каша сливарка. Што значи кашата се прави од модри сливи. Еве како што гледате, тие веќе се убави, зрели, сочни и така натаму, но оваа каша можете да ја направите и со зелени сливи, и со црвени, какви сливи и да имате. Значи, овој рецепт потекнува од Источна Македонија, каде што и впрочем и родното место на модрите сливи. Многу е едноставна, многу е лесна, значи ја имаме и во постна опција и во мрсна опција. Јас ќе ви го кажам сега оригиналниот рецепт, но вие можете и со отсуство на сирењето да го употребите и во текот на Петровите пости и едноставно да си имате прекрасен ручек. За овој рецепт за 3 особи, значи ако имате 3 особи, 10 сливи, ако четворица, 12 сливи, модри сливи кои што се меки, добро созреани, значи да не бидат она баш зелени. Во овој случај сливата ќе го замени месото во вкусот. Јас имам овде 10 сливи, со 10 ќе направам оваа каша сливарка. Ке ни требаат 2 до 3 супени лажици брашно, масло за јадење по потреба, малку макдонос, 3 чешниња лук, 100 грама сирење, за 3 чини 100 грама сирење, малку буковец, малку бибер, малку сол, се по 1 прстоват, мешан сув зеленчук и црвен пипер. Најпрвин што ќе направам? Ке ги обескостам сливите, да ги подготвам. Ето, они се толку добро зрели. Евака. Еви, ако излегува и лушпата, не е проблем. Ова беше баш најзрела. Како што е модрата слива, на 4 дела да ја направиме е најдобро. И вака, 4-5 всушност. Така. Што се одвои лушпата, одвојте ја. Што не, нека остане. Така. Значи, одличен рецепт кој што добро ќе ви прилега токму за Петровите пости. Ова веќе се распаѓа колку е зрела. Ке ги ставиме прво нив, ке ги пржиме на масло. Ова да не е па многу големо, вака ке го намала малку.
Прекрасни се. Ево, ова лушпата сама излегува, дека се многу зрели. И веднаш ги ставам на масло да се пржат. Ставам малку масло. Треба дрвена лашица. Така. Неверојатен спој ќе имаме на сладко и на солено. Така. Ево, уште една слива ми остана. Така. Значи, колку биле умни и спретни нашите домаќинки, што успеале од такви убави сливи да направат манџа. Навистина, и ја нарекуваат баш и сиромашна, затоа што се правела многу одамна, кога се немало толку, како и сега, немало продавници, немало состојки. Така. Сега тука ќе го насечкам и макдоносот, ќе го ставам. А брашното ќе го испржиме посебно. Ова треба да се скипне баш убаво, да се развари. И во него ќе ги ставам и останатите зачини. Колку има повеќе макдонос, толку подобро. Така. Знаеме дека од модрите сливи можеме да правиме сладко, компот, колачиња, можеме многу нешта да печеме, свинско месо со модри сливи, но можеме и да направиме каша од нив. Така. Сега ќе додадам малку мешан сув зеленчук, малку сол, малку буковец. И ќе го оставам ова уште сигурно 10 минути да се искрчка убаво. Сега ќе го пробам да видам дали треба уште нешто да додадам, затоа што после тоа можам да
да додадам сол, затоа што ќе имаме брашно, вода, во потребните состојки не кажав за вода по потреба. Значи, они се кисели, ама убаво дојде. И кисело-сладки. Така. Верувајте, еве, направете го. Ако има разлика, ако познаете дека ова не е патлиџан, па те еве. Значи, многу интересно. Додека ова се крчка, пред да продолжам со брашното, ќе го насечкам лукчето. Ова каша бара повеќе лук. И ќе промешам повторно. Така. Уште малку, веќе која минута и ќе биде готово. Да намалам малку. Така. Уште едно чешне лук да насечкам. Готово е и лукчето. Еве, драги пријатели, како треба да биде водата испарена и кога ќе се појави маслото, тогаш е готово. Тоа треба да го постигнеме. Маслото да се одвои, значи, од сливата. Сега ќе запржиме брашно како за каша што се прави. Ставам малку масленце, брашно, еве ќе ставам 2 полни лажици брашно, доволно е. Да. Сега треба брашното да добие медова боја. Боја на старо злато. Драги мои, можеби за многумина од вас нема да биде логично да се прави каша со модра слива. Додека не пробате, можеби нема да ми верувате. Но ќе го добиете вкусот како кашата. Знаете дека порано кашите се правеа и со рендан патлиџан. Со рендан патлиџан, лукче, макдонос, ако имало макдонос, добро, ако не, брашно запржено, водичка и ете аманџата. Ова го добивате тој вкус, но уште поинтересен. Еве сега да зголемам температурата, така. Мора да имате широка дрвена лажица за убаво да се измеша. И сите овие јадења, што ги правиме старските јадења, си бараат за машала многу масло. Отипа без масло не се вкусни. Еве го почнува да се пржи. Еве го вади меури. Но мора да ја смени бојата, значи бара подолго пржење. Еве веќе почнува. Пред самиот крај ќе го додадам црвениот пипер и лукчето. И уште малку ќе му доставам буковец.
Еве, погледнете како оно убаво се пржи. Додека не го почувствувам оној мирис на детството, на каша, мама која ни правеше, не го оставам ова така. Значи, традиционално кога се јаде, ви велам дека во чинијата се наросува сиренце одозгора. Сиренце. И се макало. Традиционално, значи се мака оваа каша. Сега малку ќе му ставам и биберче. Да. Многу го сакам биберот кога ќе се пржи во маслото со брашното. Еви малку буковец. Така. Еве. Веќе се ближиме кон крајот на пржењето. Во ист момент ќе го ставам и лукчето и црвениот пипер. Сега е време да го додадам лукчето. Пропржувам. Мирисна права каша, она старинска. Така, сега го додадам црвениот пипер. Ете така, и почнувам да налевам вода. Како ова убаво мириса. Сега ќе треба да го намалам оганот. Така. Сега ќе треба тивко. И со многу мешање. Сега нема оставање дрвената лажица, никако. Ја оставивте ли ништо од манџата? Значи, на 2 лажици супени ќе отиде 600 мл вода. Ако ставивме 3-4, до 1 литар сигурно ќе отиде. Сега кога брашното е толку многу добро испржено, значи не е битно да се вари долго време. Туку треба, додека си се формира. Така. Еве го почнува да врие. Сега ги додавам и сливите. Така. И сега ќе пробам за сол да видам. Имајте си вода малку настрана ако случајно ви затреба, иако ова ќе биде супер. Веќе е врзано брашното, а каша се подразбира и треба да биде густа. И таа се јаде од шпоретот на трпезата. Ај сега да ја пробам. Леле, колку е вкусна. Јас би ставила
уште малку сол. Уште малку сол. Ете така. И уште малку мешан сув зеленчук. Така. И мислам дека ќе биде прекрасно нешто. Еве, видете што убаво си крчка она. Црвениот пипер веќе не ни треба. Ајде сега да пробам уште еднашка пред да го исклучам шпоретот. Не можам да ви опишам колку е ова вкусно. Колку е ова вкусно, ќе се изненадите. Значи, алал да им е за рецептот. Е, вака ќе направим. Она е веќе готова. Морам да си мацнам додека вака, еве, готова и исклучувам. Ете, толку е. Ја исклучувам. Промешувам уште еднашка. Ете така. Е, сега, значи, како се јаде, како што ви кажав, се става малку сиренце од озгора. Ете. Ете така. И ќе ви треба малку лепче. Скршете од лепчето и навали народе. Со малку сиренце. Жими се ова, толку е добро. Кој би рекол дека од модри сливи вакво чудо излегува, леле. Фантастично. Дури може да послужи баш како макала. Драги мои, многу ќе ми биде мило ако ја направите оваа каша и да ми испратите фотографија и да ми кажете дали се сложувате со ова што јас ви го кажувам. Значи, ова навистина има таков некој интересен вкус, да не можеш да престанеш да јадеш. Лукчето, црвениот пипер, макдоносот, а сливата дава киселост. Мераци. Драги мои, ве чекам со вашите фотографии и коментарите. А ние сега сите ќе седнеме да си ја пробаме оваа каша и знаете како велат, кој е најголем успех на еден родител? Кога детето ќе му порасне, ќе стане свој човек и ќе тргне по улица и кога ќе го сретнат некои пријатели, кога ќе му речат здраво момче или девојче, како си? Многу добри родители имаш, прекрасни татко и мајка. Тогаш вие сте успешни како родители. Инаку џабе ви пари, куќи, базени, коли, не знам што. Ако дојде некој на вашиот син му каже вашиот татко е мафијаш, вашиот татко е багабонт или не знам што, тогаш џабе ви е седото. А колку е прекрасно да кажат прекрасен татко имаш или прекрасна мајка имаш. Затоа, родители, добро внимавајте што правите. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и ве чекам и вас со нови рецепти. Довидување!
Muzika